Автобусите наменети за градски превоз во Тетово својата рута ја започнаа од автобуската станица на влезот на градот, движејќи се по улиците Маршал Тито и Линденска до Штуловиот универзитет, зашто им беше потребно 20 минути, без застанување на постојките. 10 дена граѓаните ќе можат да се возат бесплатно. Од јавното предпријатие Тетово Транспорт велат дека ова е почетна фаза. Ќе ги согледуваат предизвиците на терен, а потоа ќе бидат поставени и информативни табли со возен ред. Па сега за почеток, значи рачунете вака дека практично постојат 5 линии дефинирани одобрени од Советот на општина Тетово. Нормално ние не можеме сите да ги пуштиме одеднаш, затоа што би било и безпредметно да се почне со такво нешто. Почнуваме со една линија, тоа е линијата од моментално каде што сме сега, ќе се оди до поправецот на првиот кружен тек лево кон Веро, од тука до центар на градот и до Штуловиот универзитет и назад. Сега нормално можеме во овој нареден период да направиме и одредена комбинација, значи да пробаме да видиме колку таа линија бар на овој потек од автобуската до делот на Веро ќе биде оптеретена, чисто искрено мислам дека нема да биде многу оптеретена, така да можеби малку ќе уфрлиме и делот на линијата што води кон Палма Мол Тетово. Така да сега баш тој период на одредени испитување на самиот терен, затоа што знаете све ова што е направено како на база на план, а праксата треба да ни каже што навистина реално треба да се користи и кои линии реално ќе треба да бидат активни во кој период на денот. Нормално тука за кратко време ќе уфрлиме и уште една линија, тоа е линија што ќе оди од автобуската по новиот булевар, после кружниот тек, после автобуската кон фудбалскиот стадион и од таму по Иво Рибарлола да дојде до центар на град, значи да ги носи патниците кои што гравитираат од страна на Јажинце. Едно возење ќе чини 20 денари, а ќе се продаваат месечни билети со различни цени според категории. За денеска сакам да потенцирам дека е навистина голем ден и на сите граѓани од градот Тетово им посакувам значи да се возат со градските автобуси, се со цел за да имаме помалце метеж во комуникацијата и така да ги чуваме тие како што се. Значи во врска со картите има неколку категории. Секако дека сме збориле со директорот и со сите релевантни институции внатре да ги ставиме сите категории, значи граѓаните, сиромашните, студентите и така натаму, значи во зависност од категоријата се и цените, но меѓуградската цена ќе биде 20 денари. Исто така денеска тука се 5 автобузи и 12 шофери, значи јавното предпријатие. Исто така има директор јавното предпријатие, има и вработени внатре што ќе работи. Автобусите беа донесени во Тетово уште во јануари годинава, а чинат 720.000 евра кредит добиен од Светска банка.